Новиот извештај на Европската комисија повторно ги нотира уставните измени дека не се направени всушност обиди за нивно усвојување. Нема напредок во судството, сериозна корупција се спомнува Кочани. Како го анализирате последниот извештај од Брисел, можеби и во споредба со претходните? Стагнираме во судството и во корупцијата. Немаме поместување. Извештајот за нас е прилично стандарден како што е во изминатите неколку години. Тоа што загрижува во таа стандардност или во повторувањето на дел од оценките е слабиот напредок како што идентификувавте во владењето на правото. Односно оваа година нема напредок во правосудството и намалениот напредок во поглавјето 24, односно правда, слобода и безбедност, кои што се основата всушност на кластерот основи, односно на првиот кластер на преговорите. Тие го диктираат темпото на целокупните преговори, така да од тој аспект немањето напредок во правосудство и намалениот напредок во поглавјето 24 треба да не загрижат. Од друга страна, ако го погледнеме вкупно во сите 33 поглавја извештајот, ние имаме позитивно поместување мало само во поглавјето слободно движење капитал, кое што всушност е поврзано со нашето пристапување во единствената платежна област СЕПА, како дел од планот за раст, што е случај со сите други останати држави кои што пристапија. Друго поместување позитивно ние во овој извештај немаме во контекст на подготвеноста, но ако го споредиме извештајот со државите кои што напредуваа во процесот на пристапување во изминатата година, пред се со Црна Гора, Албанија, до некоја мера Украина и Молдавија, меѓутоа се уште ги третираме како доста специфични случаи, но ако си го споредиме напредокот во подготвеноста, поместувањето во подготвеноста со Албанија и Црна Гора, тука стоиме неспоредливо полошо. По однос на борбата против корупцијата, оваа година за прв пат сме критикувани за антикорупцијската комисија, односно Татјана Димитровска е ставена како еден вид на негативен пример дека го доведува во прашање кредибилитетот на институцијата. Не би требало да не изненади. Државната комисија за спречување на корупцијата е основана во намера да биде телото кој што ќе ја поддржи борбата против корупцијата и за некои од нас кои што се долго време во оваа приказна, тоа е централното тело всушност основано по препораките на Европската комисија кои што дојдоа по 2005 година. Европската комисија следи работата на Државната комисија за спречување на корупција како еден од основните столбови на борбата против корупцијата. Така да ние го имаме имаме тој развој во антикорупцијската комисија, при што не го променивме кривичниот законник и резултатот на едноставно во таа област е многу тешко да утврдите каде ќе го најдете позитивниот пример. Оваа година повторно е нотирано и дека Министерството за европски прашања нема доволно ресурси, како и минатата година, дека нема капацитет да се носи со процесот. Дали ова значи дека не се прават напори за нешто да се промени токму во институцијата која што треба да го носи процесот на преговори? Видете, Министерството има координативна улога. Минатата година беше предмет на реорганизација, односно на некој начин беше променета улогата на тоа што беше претходно секретаријат, хиерархиски повисок во владата, во министерство. Самото тоа креира своји предизвици, меѓутоа јасно е и дека како што процесот на пристапување се губи од фокусот на владата, инвестициите и вниманието одат на друго место, а не во капацитетот за координација на процесот. Ние оваа критика за осипувањето, ослабнувањето на целокупниот систем на координација за пристапување во ЕУ ја имаме долго време. Не е од сега. Министерството сега се бори и со реформската агенда и делумно со пристапниот процес во кој било формат, бидејќи за второто немаме многу информации, но јасно ни е и на сите и на начинот на кој што се
реализираше, инвестираше и се посвети внимание на реформската агенда, дека со она 25% реализација, јасно е дека не била во примарниот фокус на владата, како резултат на тоа и самото министерство не било. Во стратегијата може да се забележи дека особено сме критикувани во однос на состојбата во затворите, за разлика од останатите земји. Уместување напред имаме во состојбата на медиумите Албанија, се чини дека далеко не претрка во однос на реформскиот процес. Она што можеше да се забележи е дека дури шефицата на европската дипломатија на вчерашната пресконференција не подели во две групи, а Македонија се најде во втората група на оние земји каде што имаат микст, како што кажа, извештај. Стратегијата и овој пакет всушност многу јасно ги прават разлика, односно креираат група во која што се пред се Црна Гора, која што има подобрено ниво на подготвеност за превземање на обврските од членство, односно усогласено, скоро во 12 или 13 поглавја. Тоа е 1/3, повеќе од 1/3 од сите поглавја, што не се случило доста долг период во изминатата декада. Албанија има исто поместување во 6, поради што, истовремено Албанија има неверојатно брзо поместување. Така да јасно е зошто се тие двете издвоени, политичкото внимание е несомнено врзнив. Ако се споредуваме, како што го поставивте конкретно прашањето со Албанија, во целокупната усогласеност, Албанија е веројатно сега поблиску до нас од тоа што беше претходно. Меѓутоа, во кластерот основни, борбата против корупцијата, Албанија има неспоредливо подобра позиција, подобар напредок од нас во изминатите неколку години, најмногу како резултат на делувањето на специјалното обвинителство СПАК. Ако ги погледнеме и развојот на тоа што се случува во Албанија во контекст на досие на постигнување на високопрофилни случаи, тоа не е случај кај нас. Кај нас, во контраст, наспроти тоа, ги имавме измените на кривичниот законник, со чии ефекти се уште не можеме да се справиме, иако тоа е дел од реформската агенда. Така да, колку и нам да не ни се допаѓа, аргументите на Европската комисија се јасни во овој контекст за проценката во борбата против корупцијата. Во однос на другата група која што ја споменавте, и групирањето кој што го направи високата представничка, мислам дека тука пред се нашиот извештај е во сенката на фактот дека уставните измени не се усвоени. И тоа е клучната порака од овој извештај, меѓу другото од страна на комисијата, покрај тоа дека ние на наша страна апсолутно немаме доволен напредок. Прашањето е дали сме задоволни со ова, дали сме задоволни само ако сме ги постигнале критериумите за единствената платежна област. Но тоа е наше домашно прашање за кој што треба да разговараме. Пораката со оставањето во втората група е пред се резултат на неусвојувањето на уставните измени. Пораките од Брисел се јасни дека без уставни измени нема поместување, но од друга страна има јасни пораки дека 2030 е реална цел. Како ќе продолжиме напред со оглед на тоа дека и премиерот вчера имаше јасни пораки од Брисел? Видете, точно, веројатно во оваа стратегија проширувањето оваа година, проширувањето е најреалистично прикажано како можност. Всушност и самата Европска комисија вели дека за прв пат од периодот 2010 до 2014 година проширувањето е реално да се случи. Буквално таква реченица има. Дополнително начинот на кој што се представува проширувањето веќе некое време после 2022 година се смени после руската агресија врз Украина, се смени речникот кон тоа дека комисијата многу повеќе ги убедува државите членки за проширувањето, но тука имаме овој извештај, оваа стратегија оди еден чекор понапред, бидејќи ова е првата стратегија всушност на новата комесарка Марта Кос. Да не заборавиме, до минатата година сите пакетот беше на Оливер Вархеј, кој што имаше спорна улога во контекст на проширувањето. Марта Кос сака да направи друго свое сака да остави друго наследство и поради тоа и се интерпретира дека можноста за 2030 е реална,
Иако останува прашањето на измените кои што Европската унија треба ги направи внатре, документот за внатрешни промени не е се уште подготвен. Меѓутоа јасно е дека се праќаат неспоредливо по позитивни сигнали. Секако за нас кои што живееме тука, постои тоа прашање дали со начинот на кој што се донесени политичките одлуки, дали ќе го пропуштиме веројатно овој прозорец, со тоа што веројатно тука ќе има интерпретација колку истиот е реален, меѓутоа од она што бил реален сега е веројатно е најотворен. Меѓутоа покрај таа политичка димензија не треба да занемариме дека на суштествено, не би го нарекла веќе ни техничко ниво, бидејќи често пати кога велиме техничко го подценуваме. Не би занемарила дека всушност во однос на реформите овој извештај ни дава предупредување дека таму докаде што сме стигнале како резултат, односно она што го даваме како аргумент на нашата висока усогласеност, поради тоа што сме почнале порано, поради тоа што некои работи едноставно сме ги завршиле пред другите, таа предност сме навистина во ризик да ја изгубиме, ако не оваа година, наредната, да го немаме веќе ни тој аргумент на усогласеноста. Дали тоа значи дека можеби ќе чекаме квалификувано мнозинство во Европската унија, се чини дека тоа уште долго време ќе се чека, иако се најавува од голем дел од земјите членки, но исто така и се оспорува. Видете се, ако се навратиме на дискусијата во АФЕТ вчера, квалификуваното мнозинство беше споменато како една од опциите, меѓутоа тоа е тешко прашање. Комисијата очигледно дискутира дали е возможно да добие мандат да ги води технички преговорите, повторно ќе речам, не знам дали е зборот технички, позади сцената преговорите со Украина и Молдавија, до моментот додека се одоброволи Орбан, пред се, не знам дали треба да кажеме Унгарија, меѓутоа ова сценарио се говори во моментов само за нив, бидејќи се цени дека во нашиот случај поинаку е решено прашањето. Дали тоа нам ни се допаѓа или не, е веќе друга тема. Не мислам дека било што треба да чекаме, ние будно треба да ги следиме и да ги поддржуваме дискусиите за квалификуваното мнозинство во техничките аспекти на преговорите, бидејќи дефинитивно сме најголемиот паталец досега од тоа. Тоа е несомнено дека мораме да ги следиме, меѓутоа немаме луксус да може да чекаме.